Брати, сестра, не ми се познаве. Доаѓаме за средбата на децата бегалци од Егејска Македонија и мило ми е денес да дојдеме во слободното парче на Македонија, сите деца бегалци и со македонскиот народ во Републиката, заеднички да викнеме за човечките права, да може да си одиме по нашите места, да можеме да запалиме една свеќа над гробовите на нашите татковци, мајки и наши предци. Во Герман се собраме на Црничето. И мајките, децата и носеја. И многу плачеа кога се разделваат мајките. И мајките ма молеа, децата ти даваме да ни гледаш. И големо имаше плакање таму и што се жала и мајките по децата и децата од мајките што се делеа и поминаме преку планина. И таму тргнаме големи моки. Беше времето студено, снег имаше. На градницата истемна. Сетне заминаме градницата и земев децата и шурваме низ планина, низ Ормано. Тешко му беше и на децата, тешко и нас ни беше. Сурваме во Дупени. Таму ни стретна една река, беше замрзнато, по камчината децата ја газеа, си цапа. Сурваме во селото. Таму се собраме сите, излегоа ни пречекаа селаните, ни сместија децата, беме 2000 деца. Ни сместија децата и јаска со 10 деца ојдов при Филипа Туџаров, таму осунаме. Јас сум Константин Ристовски, роден од подножието на Вичо, село Черешница, каде пред 40 години ја поминавме пресеката од Герман за Вардарска Македонија, каде се спуштивме така долу и на овој пат марширавме за Македонија и нашата колона се составуваше од неколку села, од Комуничево, од Бомбоки, преко Пана, Черешница, Вишини, Шиштеово, Нерет
и неколку други села, които јас не ги познавав, а нашата колона се составуваше од 74 деца со 4 мајки, а јас кога патувам по овој исти пат, бев последен на колоната. Последен на колоната, брат ми го носев, бевме многу истошени, прегладнати, го носев на рамото и оној толку не сакаше, јас не можев да одам, одев, така заостанав на колоната, бев последен и јас тука на брат ми го лажев, дојди 10 метра да ти дадам леп, а он мислеше што ќе имам леп, а ние уствари немавме ни каша и леп во нас да му дајме. Овој пат тука што се гледа пред мене, полно беше деца загладнати, супинци, обувот од ѓонот веќе се искинати, спарталани, жедни бевме и баш тога на овој пат за прв пат не огре сонце и тога мало нашите марши се стоплија, времето беше март, ладно беше, горе на овие големите планини имаше уште снег, а од патот страна кој стапнивавме, ноците веќе полубоси, во кал слегнувавме и тога го видовме пред нас едно наше село од Вардарска Македонија, која се вика Љубојно.